Ситуација станува се понервозна. Ме оставя тука да го држам моторот, почнем врни, онде имаше место кај што можев пат слободно да ми рече да паркирам, ама не, тука ми рекоја. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Патуваме со Ташето. Конечно дојде време, пристигнавме, сега слегуваме 9:20 часот. Еднаш да излезам од трактот ќе кажам малце повеќе детали. И стапнувам за прв пат во животот на италијанска почва. Ги следам пак овие италијанците пред мене, стварно не знам кај треба. Каде тие, таму јас. Значи не викаат нас посебно моторите, ал да му е. Еве и пасошката контрола. И сега можем официјално да кажам добре дојдов во Италија. Ова е моје прво доаѓање во Италија во животот, но на ова патување не ми е приоритет. Италија за шетање ми е една попатна станица, а денес ќе одам од Бари до Месина. Месина е град на Сицилија, одма само што ќе преминем на Сицилија, првиот град. Сега, има два национални паркови кои што сакам да ги посетам, односно едниот сакам да го посетам. Но прогнозата најавува дожд, како што ќе слегувам кон Месина, така повеќе да врни. Така да не знам дали ќе го посетам тој национален парк, доколку дозволи времето, доколку не одам директно Месина. Ќе возам по автопати, бидејќи имам само 2 дена да бидам из Италија, а до Месина, односно до пристаништето од каде што ќе фатам трагица Месина, имам 439 километри, околу 5 часа возење. Сега се уште сум во Бари. Иначе сношти траектот тргна кај 12:30 часот, овде слегов 9:20, чина беше слегов веќе од траектот, со тоа што паркираше веќе 30 минути што се вели, но во секој случај не закаснав многу, јас мислев и 10 ќе фати и потаму кога ќе пристигнам, но ете не фати. Тука сега дали можам да продолжам? Веројатно да. Гледам радари тука или камери, не, камери се само. Иначе додека седите во кабината се слушаше брчењето на бродот, исто така имаше мали вибрации, но еднаш кога ќе заспиете, воопшто не се никаков проблем тие вибрации. Баш дури убаво ми дојдоја. А уште немам царина поминато. Јас мисле веќе се заврши. Татеро? Порто ди Бари. Сега низ оваа порта изгледа и официјално го напуштам пристаништето. Тука има семафор.
Широка улица тука, иначе во траектот јадев помфрит, беше солиден, но кај нас е поубав искрено. Го платив 4,5 евра, исто така еспресо пиев, чинеше €1,80. Што да бидам искрен, не ми изгледаше толку скапо со оглед на тоа дека сте на траект и дека тоа ви е единствена опција да купувате. Мислам дека цените се сепак сосем солидни. Инаку температурата е солидна, значи жешко е дори малце, но може би ми е тоа и од пешачењето по скалите низ траектот во опрема. На прогнозата вчера кога читав пишеше за денес минимална 17, максимална 20, што е многу убаво бидејќи нема голема температурна разлика. И утрово кај 7 часот кога станав беше на вистина доста топло. Јас тука треба да завртам десно. Вајде ќе нема да е проблем. Се збунав. Ме пушти жената, фала му. Добро. Сега тука треба наваму. Добро. Прв пат возам низ Италија, некако што знам нешто ми е исто ми делува, ама сепак е нешто поразлично, не знам оти. А иначе улиците гледате дека не се нешто спрема кај нас многу парни тука низ град, значи крпени, праени, ша дека Италија, ша дека е Европска Унија. Е поинакво возењето, не знам оти. Нешто како Солун ме потсеќа, ама не е пак како Солун. Може би зградите дека се вака една до една сите залепени. Така ми жежи, што сега убаво ќе ми дојде кога излезам на автопатот. А иначе пријатно е за возење мотор. Мене ми жежи дека сега низ град терав во траектот се зажежив, поскали нагоре, поскали надолу цело време, ајде сега ќе стигнеме, ајде после. Но иначе видовте на пасашката контрола многу брзо поминав. Значи моторите прво ги тргнаа, ги запреа колите, така да алал да му е. Сега не знам овде колку треба да возам, не видов. Тука одам десно и мислам дека тука ќе се приклучам на автопат и одма тука сега треба да најдам бензинска каде што ќе наточам гориво, бидејќи вчера не наточив водрач. Она има бензинска, морам тука да завртам. Си исклучив малку од автопат, но ќе се вратам повторно. Продолжи. Долу запуштено ми делува некако. И затворено. Ќе барам следна. А оти одма само што влегов на автопатот имаше една, не знам оти не застанав. А уба голема беше, работеше. Тоа е тоа.
одам следна да варам. 15 литри ги платив 25 евра, литарот беше некаде евро и 75. Сега сум фул, сега можам да продолжам понатаму. До пристаништето каде што ќе го фатам траектот за Месина, тука имам 307 километри. Почнува да врни. И јас сакам тука пацува да си се наместам. Ово се надевам нема да сметам во лентата за забрзување или додам на онде следното. Да си го клам моделото за дожд, биејќи гледам натаму матно е целото така да изгледа постојано врни. Стигнав јас, прашав тука кај се купуват карти. Ми рекоја онде кај каса Пресидата. Иначе да тука не снимив многу, врнеше, на раквиците ги носев тие дебели, ми се не можем многу да прицкам. Негде врнеше, негде не врнеше, тунели премногу поминав, по некој тунел ќе влезев со сонце, ќе излезев со дожд и така, ама глобално интересно беше. Иако автопат сепак не беше баш нешто многу досадно. Врнеше, се дури не влегов во ова градче, како се викаш, иначе го заборев вила, нешто вила ди Опијага. Појма немам. Значи сега од тука фаќам трект за Месенија и Месенија имам резервирано хотел. Така да таму ќе видам BNB. Hello. Месенија? 17 euros. English? Sorry. Card? Card? What time is it? Ништо не ми кажа. Чакај да застанам тука. Ништо не ми кажа. Многу наморден беше. Оди ми 15, 53, 17 евра платив.
Giovanni Mezzino. Се кисело делово за дожд, значи немам да се поднесам кога сум со него. Ништо немам, врзани ми се рацеве, ја. Ке се го немам да го кламам во джебот. Ексик. Сега тука лево. Имбарко право. А вие двете функционираат? Да. Предпоставувам дека ќе треба билетот да го клам некоја рампа да ми се крени. Овде десно имаше, мислам, една рампа преќе кој иде. Да видам дали ќе биде таја. Имбарко Каронте турист. Ова е веројатно. Значи многу се нервирам, не знам да ви објаснат, дали не знаат англиски, дали не ќе да зборат, ни да ви покажат, не се трудат. Не знам ни кај давам, стоп лефт ми рече. Еве овде стоп знак, ќе одам лефт. После од лефт. Лефт, Салерно Регио, ауто Фајети. А не знам стварно. Каронте турист. Бординг. Лево. Ајде, не имбарко Каронте турист. Овделе. Много чуругака. Тука лево. А обе стоп лево, еве го стоп знакот. Ама од кај да знам јас да... Еве имбарчи пише. Од кај да знам јас за кој стоп знак ми вели на еден стоп. Ќе одам јас имбарко, ау да. Добро. Овде сме. 1, 2, 3. На која сум јас не знам. Но. Пет. Да не пиши на... За кај сум? На билетот офлеле. Вајда за онде. Чек. Со овај ќе се возам сега слегват, да слезат и се качваме ние. Многу е брановито морето, не знам тука дали ќе го врзват мотор. Од таа страна гледам зле и врни. Овде. Ситуација станува се понервозна. Ме оставя тука да го држам моторот, почнав врни, онде имаше место кај што можев пат слободно да ми рече да паркирам, ама не, тука ми рекоја. Добро, врни сега престана малце, преги едно време 2-3 минути силно врнеше таман што се качев и ово да сум сега цел. Ај на брзина саб реков ти палтото го имав слечено пред тоа. Реков нема да врни, ама еве. И сега го држам вака. Денес деном многу ми заврше, значи долго. Дојдов тука, од кај да почнам, тој стај до тректо. Врнеше на отворено ме клада и ако имаше простор да бидам насуво и ме натера да го држам моторот, да не падни, пошто не го врзаја. И така си врнеше, може пола сат, не знам тректо колку возеше, јас си седев, си го држев на дождо
Тоа си реков. Дојдов тука, уште врни на семафори заглавив, овде дојдов, нема никој човек, не можам да отворам ова тука, сето е со пиној направено, нема никај да звонам. Иначе еве ми го моторот, овде сега ни излегува, вратите се автоматизирани. Да влезам натри да ви кажам што се деси во нарајат и собата со тоа. Овде иначе е исто со пин, си го напиша на раката пинот 14970. Ви се отвора вратата. Влегувате, ова е кујната, иначе заеднички се кујните таквите работи. Купатилот уште го немам видено. Струја за тоа. Да. Багно, камера. Привато камера, шо е камера? Таормина е олие, како ми се вика мене, е олие со ова. Клучот ми одна. Ајде прво собата еве ми ја. Полека се раскомотвам. Пред да ви го покажам вецето, ви кажам се деси. Значи ви кажав дека си киснев на трајекто на дождо. Дојдев тука со трајекто, стигнав на семафори, но друго стигнав овде кај хотелот, врнеш, никој нема. Само со пин се отвора вратата. Звонче да затвонам, немаше ни звонче. Чекам, помина еден човек. И ај му викам, отимав број јас од смештајот, ама италијански во роаминг сум, неќам да му звонам. И дај му викам, звони му, немам телефон ми вика. Не се разбирав, мислам се разбирав, ама не знаеш англиски човекот. Прашам по некој време друг и како што го прашав него и тој не знаеш англиски, дојде еден што знае англиски. И тој ми вика нема телефон прво. И се му објаснувам, му кажам што требаше да се направи за во случај другиот човек да има телефон и едно време вади овај што ми рече дека нема телефон, вади телефон. И му задзвона и се разбра, ми ја даде после мене, аз ми кажа како да влезам и го кажа пино, дојде и тој влезе тука, разгледа што има, што нема. И влегов, конечно успеав, иначе сега дори се распакував, тој истиот човек што му звона на жената од хотелот, ме покани кај него дома да јадам. Ама не му реков, сакам низград и ми препорача една пицерија добра, така да изгледа таму ќе одам. Негде покрај езерото ќе видам, не знам, кафичи, нешто ако има, ќе седнам и таму. Сатот колку е, не ни видов, 6 и 7 минути е сега, јас со на трајект се качив во 4, мислам, значи 2 сати, пола сат на трајектот што се возев, уште 1,5 сат во меѓувреме трчање прајање. И таму на трајектот видовте, не можев да најдам кај треба, што треба. И нерви така, дожд цела работа ја направи полоша, ама битно сега се сместив, се снајдов, се средив. Сега и вецето да го видиме. И јас реков го немам видено. Сјалица. Има простор бања големко. Имам фен, имам шампони, гледам крпи, све значи. Одлично. Уште нешто што не ви покажав е во кујната, тука има и простор надвор, ама дожд го врни. Има и кафемат. Не знам овде дали се запојадов, дали смеам и сега да ги јадам. Сега одам пица да јадам кај што ми кажа човекот едно место.
И прошетав јас малце, јадов една пица со, му реков чиз и пеперони, мислејќи на кашкавал и кулен, меѓутоа тие ми ја направија со кашкавал и пиперчиња изнатре. Така да не ми се бенди се искрено. Меѓутоа тестото беше солидно, да речем. Сепак се најадов доволно, 9,5 евра ја платив таа. И потоа јав да прошетам и одма почна да врни на еднаш премногу, застанав едно фрапе пиев во едно како тобако. И силното дождот помина и кога слабе дождот се вратив сега тука. И тоа беше се за ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.